Премиерот Зоран Заев не зна дали Бранко Црвенковски ќе формира нова партија, но вели не верува во овие шпекулации. Околу ваквите информации се уште молчи и поранешниот претседател на Македонија, што уште повеќе ги зголемува сомнежите дека вакво нешто е можно. Заев вели Црвенковски бил приврзан со партијата која во минатото му помогнала да стане премиер и претседател на Македонија. Затоа Црвенковски не може да биде друго освен СДСМ. И тоа ни е јасно на сите општественици. Мала ни е Македонија и ни е тоа јасно, затоа не верувам во вакви приказни кои што се пуштени во јавноста дека претседателот Бранко Црвенковски ќе формира нова партија. Тоа не е точно, но дефинитивно треба да го прашате претседателот Црвенковски. Јас го кажувам заради тоа што тоа е еден од основачите, претседател на партијата долг период. Дека се очекуваат промени на политичката сцена, посебно во владачката партија, покажуваат многу работи во последниот период, пред се повлекувањето на Радмила Шекеринска од функцијата заменик претседател на СДСМ, со што во раководството на Заев не остана ниту еден од оние лица кои беа први соработници на Црвенковски. Еден од нив е Зоран Јовановски, поранешен потпредседател на социјалдемократите, кој на Фејсбук напиша дека наредниот период се очекуваат промени на политичката сцена. Се раздвижува политичката сцена, како што ми се гледа мене, во тек е процес на дистанцирање. И покрај ваквите најави и коментари од поранешни високи партиски функционери, Заев смета дека партијата била обединета, иако и сам ги спомена независните советнички листи, кои видни локални партиски ликови од Охрид ги подготвуваат. Еве во Охрид се најавува некоја нова листа од наши докажани социјалдемократи, кои што верувам дека внатре во редовите на партијата, низ органите и телата на партијата секој пат ќе може да дискутират и да изнајдат решение на оваа компетативност кој што да биде амбициите за кандидати, не само за градоначалник, за советници, за други општествени функции или слично. Инаку познато е дека Бранко Црвенковски пред неколку месеци преку отворено писмо го замрзна своето членство во СДСМ, но и побара одговорност од Заев и раководството на партијата поради лошите и погубни политики во однос на спорот со Бугарија.